плаќање 20 евра, ќе важи таа онлайн регистрација 3 години, ќе треба пред време да се каже каде се иде, која дестинација и слично, колку време. Значи, прашањето тука ми е, сметате дека со ова ќе може да има компликации кај туристичките агенции, бидејќи дали самите лица, самите туристи ќе треба да си ја поднесат таа онлайн апликација која ќе патуваат нели на некој туристички аранжман? Дали тоа на некој начин може и да направи некакви проблеми на некого ако не му е дозволено, еве рековме ако има дополнителна проверка, таа може да трае 30 дена и да пропадне цел аранжман. Очекувате ли такви проблеми? Сега видите, тоа од старт ќе биде проблем. Значи 20 евра за едно 4-члено семејство од 4 души, тоа е 80 евра, тоа ќе биде сериозен удар. Значи збориме кои ќе одат на летување во Грција, 80 евра треба сами да си ги поднесат. Не може агенцијата да ги поднесе или авиокомпанијата, тоа сами ќе си ги поднесуваат и тоа е од старт товар за секое македонско семејство во иднина. Не знам, прво беше се разговараше за сума 7 евра. 7 евра не беше некој проблем, ама сега 20 евра, тоа ќе биде исто као виза да зијаме, као да сме вакво, као да зијаме виза и тоа малце ќе биде оптеретување за секој македонски граѓани што ќе патува. Е сега во контекст на колешката што кажа за фирмите, можам да кажам дека грото од превозниците имаат бугарски пасоши. Значи и сите имаат своја фирма и во Ќустендел и во Скопје. По тоа ја што го знам, значи и си имаат резервни варијанти и нема толку да биде големо вакво проблемот. Е, тие што немаат бугарски пасоши, тоа е за нив е проблем, секако. Меѓутоа тие што ги зема бугарските пасоши си работат на други места со поголеми дневници и тоа го оптоварува, како што кажа системот за превозниците. За нашата сфера, ние ќе се бориме да ги нема тие 20 евра, бидејќи тоа ќе биде огромно оптоварување за македонскиот народ, за македонските граѓани и затоа значи ќе поднесеме барања и до Европски парламент и до како се вика до Асоцијацијата на европски туроператори, се тоа да се трне, да се избегне, бидејќи тоа ќе биде едно големо оптоварување. Или па да се направи некоја друга варијанта, како символично, како што беше 5-6 евра, 7, 20 евра за 4-члено семејство, 80 евра, ќе биде терет. Сепак ние не сме членка на Европската унија, немаме такви стандарди, високи стандарди како што они имаат и затоа ќе гледаме на секој можен начин тоа да го одложиме или да го укинеме, за да нема такво плаќање. И ја мислам дека и се надевам дека нема да биде тоа да се имплементира тоа плаќање.